Нико Бечаровски, кој што е како да кажам, еден од најпознатите гласови медицински, здравствени во македонската јавност во последните, барем во последните 2 години, а и пред тоа, бидејќи професор Бечаровски е еден од оние кои што не се воздржува да си го каже мислењето, па дури и кога здравствени и други власти и опозиции имаат различен став од неговите. Доктор Бечаровски, да продолжиме таму каде што застана председателката на Лекарската комора, професорката Гривчева Старделова. Сметате ли дека здравствената заедница во Македонија е доволно активна, значи внимавате како ве прашувам, не говорам сега за комисии, министерства и така натаму, е доволно активна околу следење на целата ситуација со ковидов и артикулирање на проблеми кои што може би се разликуваат од она што се официјални ставови во државата? Јас мислам дека здравствената заедница, посебно тие кои што треба да се најактивни, не дека не се активни. Мислам, они следат. Далеко од тоа дека колегите, сите доктори во моментов сме преокупирани со ковидот, секој од своја област. Меѓутоа, малку дел од здравствената јавност е себична. Значи, тоа што го знае не го споделува со останатите. Оваа епидемија, тие кои што не требаше од телевизискиве екрани да се тргнат, се пулмолозите со оглед дека нели најчесто го зафаќа респираторниот тракт. Освен 1 до 20 пулмолози, ние другите не ги видовме, а ги има многу повеќе. Понатаму, хематолозите. Јас се уште не видов еден од хематолозите да излези јавно да каже: ова меѓу другото е болест и на крвта, на згорчување на крвта, и тука требаше они да бидат во првите редови. За жал, решија, вака ние интерно ги споредуваме, односно ги разменуваме информациите меѓу себе. Фала Богу, ако нешто добро беше во оваа епидемија, тоа што се дозволи неограничен пристап кон сите извори кои што се поврзани со ковид. Порано за било кој член во некое релевантно списание, ние плаќавме по 80, по $100 за да го прочитаме. Сега тоа е се бесплатно, значи достапни се информациите, меѓутоа малку мислам дека тие што требаше, што од страв, се сочивме со нешто непознато. Многу често и ние на почетокот кажувавме нешто, после видовме и самите дека не е така. Меѓутоа, фер и поштено е да се излези, сепак сме учеле за ова и во овие моменти на оваа борба, мислам дека лекарите треба да се во прва линија. Мене искрено веќе ми е смачено на телевизија, се појавуваме 5-6 сликови, самите на себе сме смачени. Кога ќе почнат сега после емисија Ваман, веќе повторно од тебе и така натаму, можем да замислам реакции, да. Што е право прв пат се во утрински брифинг, втор пат се извинувам, ние почнуваме рано наутро, а вам обично на лекарите тоа би се време за посети на пациенти, почеток на предавање и така натаму, и тешко успеваме и со професорка Гривчева мораме таму да отидеме во кабинетот и ја чекаат пациенти. Доктор Бечаровски, вчерашната статистика во Бугарија вели над 330 починати за едно деноноќие од ковид. Се чини дека ситуацијата во многу балкански земји експлодираше 1-2 месеци подоцна отколку нашите летни и, да кажем, рано постлетни ескалирања за состојбите. Сега кај нас се добива впечаток дека е една смирена ситуација. Мислам, бројот на починати заболени се движи во некакви рамки кои што, да кажем, се споредбено далеко помага од она што се случува, додека надвор е навистина една драматична ситуација. Бугарија, Србија, за кои не знаеме дали податоците се секојаш баш точни што ги објавуваат од им. И други земји. На кој начин ние кај нас помина тој бран, па сме сега на ова плато, или треба да се плашиме и кога допрева ќе доаѓа? Значи има две причини поради кои што во моментов се наоѓаме во некое плато. Едната причина е објективна, навистина кај нас бранот почна многу порано. Додека Хрватска, например, исто каде што древно се го мираат по 50-тина, во тек на летните месеци
драстично пазеше на сите мерки со цел да не им пропадне нели туристичката сезона. Што е право, веројатно пазеше и на тоа што ќе се објави како статистика. Точно така, пазеа и на тоа. Најверојатно беа малку фризирани туристички земји, фризираа податоци. Меѓутоа еве во Србија на пример, да земеме во тој период на вистина немаа толку високи бројки колку што имаше кај нас, дојде некако порано со враќањето на печалбарите. Ние сме печалбарска држава, каде што, за жал, јас уште во јули месец апелирав, барем малку патриотски чин да покажат и да се вакцинираат или да се тестираат. Ние дозволивме, слободно се влегуваше, како што знаете, така што изгоре најголем дел од популацијата, така наречено епидемиолошки, значи прегоревме во овој бран со делта сојот, така што очекувано е да не бидат многу високи бројките. Од една страна некоја вакцинација од 38-39% што имаме во моментот служи за некоја заштита. Јас би сакал малку и да зборуваме зошто имаме голем број и на од тие позитивни ако стигнеме. И вториот аспект е тоа што на вистина еден дел од тие што се позитивни ние ги немаме во системот. Убаво е тоа што секаде може да се тестираат. Водност зборувам по аптеките, зборувам за аптеките. Сакате да кажете дека има луѓе кои што се позитивни, кои што се движат, кои што здравствениот систем не ги препознава, не ги идентификува, а тие знаат дека се позитивни? А тие знаат, да. И се уште се движат, шетаат, заразуваат практично. Се уште се движат. Што е причината за тоа? Зошто би било тоа така? Затоа што причината, еве конкретни случаи ќе наведам јас. Доаѓа човек кој што има пилјара. Земал кашла. Прави тест, свесен е дека е позитивен. Ја тестира цела фамилија, сите се позитивни. Она кој ја затвори пилјарава, како што би требало да ја затвори 10 дена, самиот викаат што ќе живеам понатаму. Да. Он го прави тестот преку аптека тест, доаѓа, пробува некако да добие некаква здравствена помош во системов здравствен, а да не биде регистриран. Да не биде идентификуван како ние позитивен. секое дежурство имаме пациенти кои што доаѓаат и ќе кажат приказните клима, настинка, ово на кој ќе им се спомни дека за да продолжиме со давање на терапија мора да ги тестираме, едноставно бегаат од врата. Бидејќи веројатно и знаат дека се позитивни, точно така. Со други зборови, доктор Беќаровски, ако добро ве разбирам, ние практично правиме една имунизација на населението преку заразување кои што се шират, ова што велат се, тоа секојаш ми бил проблематичен, ама стадо имунизација, ни стадово се шири. Па ние имавме порано еден убав термин, барем така учевме кога бевме студенти, колективен имунитет. Ова се буквалниот превод на англискиот имунитет на стадо малку звучи, нели лошо, ама меѓутоа за некои работи стварно се однесуваме како стадо. Мора да си признаеме. Не се случајни овие бројки што сега се случуваат на Балканот, а не се случуваат во Европа. Сабота недела гледаме италијанско првенство, шпанско, англиско, преполни терени. Смртноста е помала него во Бугарија за држави кои што се 10 пати поголеми. Тоа е исклучиво резултат на добро спроведената вакцинација. Добро, јас право да кажам, тоа го соопштив уште вчера понеделнички, во саботата бев на трета доза вакцинација, многу елегантно, без никакво чекање, луѓето многу љубезни, додуше во 8 часот наутро кога се отвора пунктот, тој во сабота работи сите пунктови до 2 месечини попладне. Значи, заврши за 5 минути, никакви последици, зиро. Сашо, ќе бев пресеќен да требаше 4 сати да чекаш, тоа ќе значеше дека доаѓаат луѓе на вакцинација. Но тоа сакам да кажам, баш тоа ми е поентата. Мислам, јас не разбирам, нема доктор што не кажал дека, некти го учевме на ваш колега од Марибор, кој што во еден момент изгуби нерви и вика, луѓето мора да разбере дека тоа е единствениот сигурен лек, а ова другото. Сепак, доктор Беќаровски, самиот спомнавте, што е причината да луѓе кои се вакцинирани и кои имаат прележано, да сепак можат и да се заразат? Значи, причината е многу едноставна. Уште на самиот почеток, кога дојдоа вакцините, прво што прашувавме за секоја вакцина, колкава е незината ефикасност. Значи, памтиме, нели беше 96, па паѓаа полека тие проценти. Конкретно за кинеските, уште на првите моменти се кажуваше меѓу 60 до 80%. Објективно во моментов, со оглед дека и Pfizer, и AstraZeneca, и сите овие
Спутник и западни така. западни вакцини кои што беа тестирани на овие првични соеви, ја имаат таа ефикасност. Меѓутоа, како мутираше вирусот, така се намалуваше и ефикасност. Во моментов, реално ефикасноста на вакцините би била некаде 70 до 75%. Значи, од 100 луѓе што ќе се вакцинираат, 25 до 30 не создаваат имунитет. И тие се со истолкав ризик како што е еден невакциниран. Проблемот е што не се овозможи систем со кој што ние ќе определиме дали е навистина вакцината успешна. И сега кај нас се случува... Тоа го нема тој систем нигде или го нема кај нигде нас? го нема. Да. Реално, Затоа што... може би е скап за здравствените системи. За жал, живееме во капиталистичко општество каде што парите се пред човекот. Меѓутоа, да им се објаснеше доволно добро на луѓето. Дадете 700 денари и тестирајте се за ваша безбедност, за да знаете како да се однесувате. Не го направивме тоа, за жал. Доктор Бечаровски, тоа значи дека практично мора да продолжат овие мерки без разлика дури и на трета доза. Ја стално имам маска овдека на маса, кај нас имаме голема дистанца, инаку инсистирам и моите колеги и така натаму сите да носат маски и сето тоа, бидејќи тоа е па исто така утврдено како еден безбеден начин за неширење на вирусот и така. А еве гледавме снимки, го отвара еден, да не кажем, овој мол и така натаму, сите, тоа е не е тоа кластер, туку е мега кластер од луѓе кои што сигурен сум дека повеќето се веројатно и вакцинирани, наводно требаше да има контрола на сертификати на влезот, Господ знае имало немало, но една опуштеност тотална. Тоа ќе се врати со лошо, што ви се предпоставките? Ќе се врати и веќе се враќа. Реално бројките полека растат. Значи тоа што се случуваше на предизборниве митинзи, не е само отварањето, сите тие собири и така натаму, последиците може да ги очекуваме за 15 на дена. Тогаш ќе знаеме што ни се случи поради тоа што бевме вака опуштени овие 15 дена. За среќа, повторно кажувам дека многу е поголем бројот од официјалниот што го знаеме на прележани. Со други зборови, едноставно поминала, особено меѓу младите, предпоставувам. Да, посебно меѓу средношколците. Доктор Паневски, вашиот колега доктор Паневски, вели дека може би се сите веќе имуни затоа што сите се заразија во една експлозивна фаза летово. Па керка ми конкретно е матурантка во нејзиниот клас, 4 деца не знаат дали прележале. Значи, другите веќе знаат дека прележале, а овие 4 биле нешто настинати, ама не се сигурни. Така што средношколската младина, тие кластерите летово од Охрид, која кажувавме Охрид, Колинг и така натаму. Сите не беа деца таму и знаеме како изгледаш. Тоа веќе го пројде. И затоа, реално, во моментов, во поголема опасност се основците, отколку средношколците. Во ниједна од средните школи нема голем број на отсуства. Отсуствата се пред се во помалите класови. Тоа е уште еден доказ дека беше оправдано да се оди на настава како што се отиде. За крај не сакам да ве доведувам вас во некаков политички контекст во смисла на ова што се случи и така натаму, но морам да ве прашам, јас ќе кажам констатацијата, еве ја имам право, да, политички констатации. После настаните во трагедијата во Тетово и после целата ова, како да кажам, политичка брухаха што се случува сега во Македонија, влада има, нема опозиција, избори и така натаму, Министерството за здравство како повеќе да речиси го нема во јавноста за оваа тема, министерот повеќе сосема го нема во јавноста, прашање што ќе се случува понатаму и така. Тоа трае со недели, а може да потрае месеци. Што би требало сега здравствените власти да прават по ваше мислење? Во однос на пандемијата и во однос на сите приклучни теми, еве и не стигнавме да поразговараме како работи вашата клиника вон пандемискиве теми и така натаму. Што мислите дека е сега важно? Нек ни го прозвал опозицијата, главниот епидемиолог во комисијата Гај Мицкоски беше на интервју кај што рече кај е сега тој доктор Караджовски, опште знае ли некој дали постои година дена го нема нигде. И навистина е така. Има ли потреба за поголема гласност или? Апсолутно дека секогаш има потреба. Ева, турбулентно време на политички настани да го ставиме на страна, ако е министерот, да кажеме, политичка функција, комисијата би требало да е експертска функција, односно експертска комисија и треба независно да си работи.
Комисијата едно време беше многу активна, после тоа поради разни критики ја снема, па повторно се појави, сега едноставно Не знаеме ни дали не постои. знаеме. Да. Не знаеме. Професор Нико Беќаровски, благодарам многу за оваа корисна интервенција ова утро. Ќе има потреба веројатно за ова да се разговара уште. Кога предпоставувате дека ќе излеземе од оваа напнатост или можда не чека се овој кој 5-6 бран нешто што ќе се случува? Па, повеќе се очекуваше дека бранови веќе идат повеќе кон Азија и кон Африка, што е чудно со оглед на ниската стапка на вакцинираност таму, меѓутоа еве се случи овој бран во моментов е најак и реално интензивен бран во моментов имаме само во Европа. Европа ќе најде начин, брзо ќе го среди овој бран, значи некаде пред божикните празници овој бран секако дека ќе се стиша. Искрено се надевам дека Делта плюс сојот ќе биде маскиран кај нас со Делта варијантава која што е моментално активна и дека имунитетот кој што ни е создаден ќе биде доволно добар за да не се рашири и тој сој. Бидејќи реално во Европа во моментов веќе предоминира Делта плюс сојот. Професор Беќаровски, благодарам. Александар, има ли нешто по медиумиве и од соседниве држави? Наведов еден податок за Бугарија. Што е точната цифра таму на починати во последниве 24 часа? Цифра на починати е 334 за едно деноноќие и над 5000 активни случаи, тоа е споредно со нас. Таму здравствениот систем е веројатно пред крахирање, бидејќи тоа ние некако го преваливме. Таму е крахиран здравствениот систем и без короната. Со оглед дека ние сме во секојдневна комуникација со нашиве драги колеги, едноставно нема доктори, нема сестри. Сите заминаа во побогатите држави. За тоа ќе ни треба уште едно гостување до 45 минути. Доктор Беќаровски, благодарам.